Напори како да ги евакуира 22 македонски државјани од Израел, тие се засега единствените пријавени кои сакаат да ја напуштат тамошната држава. Во овие вести Тамара Дичевска бара одговори од Министерството за надворешни работи. Кои се последните детали? Така, македонците кои што се затекнати или заглавени во војниот конфликт кој што се случува во моментов во Израел ќе бидат евакуирани со владиниот авион, но со оглед на тоа што воздушниот простор над Израел е затворен, тие преку копнен пат ќе бидат пренесени до некоја од соседните земји, а оттаму ќе бидат извлечени со владиниот авион. Според најновите информации станува збор за 28 лица кои што се пријавиле да бидат евакуирани, но со оглед на тоа што во владиниот авион собира околу 6 лица, тој ќе прелетува и ќе се враќа на неколку пати. Со деталите за евакуацијата на нашинците од Израел во моментов министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски ги соопшти деталите, па во продолжение да ја проследиме и неговата пресконференција. Почитувани представници на медиумите, дозволете ми најнапред да ви информирам дека веднаш по добиените информации за ескалацијата на безбедносната состојба на Блискиот Исток, Министерството за надворешни работи и надворешна трговија преку нашата амбасада во Израел отпочна активности за евакуација на македонските државјани кои се наоѓаат на територијата на таа земја. Во таа насока формиран е кризен штаб со примарна надлежност за организација на безбедно извлекување на нашите државјани. Истовремено, амбасадата во Тел Авив од самиот почеток на кризата е во редовна и непосредна комуникација со сите наши граѓани. Согласно најновите информации, заклучно со денешниот ден, вкупно 28 македонски државјани побарале поддршка за евакуација. Првата фаза од процесот ќе се реализира преку трета земја, Египет. Очекуваме 8 наши државјани, 4 возрастни лица и 4 деца, до крајот на денешниот ден или најдоцна утре да бидат префрлени на безбедна територија, од каде по воздушен пат ќе се изврши враќање во земјата. Во моментот, персоналот на амбасадата активно ги финализира подготовките за првата група во соработка со нашата амбасада во Кајро. Тоа вклучува обезбедување на потребната документација, логистика и организација на безбеден конвој за трансфер кон Египет. Како што беше побарано од самите државјани, втората група се очекува да ја напушти територијата на Израел и да замине кон нашата држава веднаш по воспоставувањето на редовен авионски сообраќај од аеродромот во Тел Авив. Со оглед на прекинот на редовниот воздушен сообраќај со Израел, оваа фаза од евакуацијата ќе се реализира со авион во собственост на владата или ангажиран од владата, кој ќе обезбеди транспорт за првата група државјани кои изразија подготвеност веднаш да ја напуштат територијата на Израел. Истовремено сакам да ве информирам дека персоналот на нашата амбасада се наоѓа на безбедна локација и останува постојано на располагање на македонските граѓани. На крајот, дозволете да потсетам дека Министерството за надворешни работи и надворешна трговија упати апел до сите наши државјани да се воздржат од патување во Израел и Иран, освен во случај на некоја апсолутна неопходност. Повторно нагласуваме дека 24 часовно се достапни дежурните телефонски броеви на Министерството и на нашата амбасада во Тел Авив за сите прашања, поддршка и било каква форма на конзуларна помош. Дозволете ми на крајот да нагласам дека внимателно ја следиме состојбата на Блискиот Исток и ја изразуваме нашата најдлабока загриженост за опасната ескалација. Во оваа прилика ја повторуваме нашата силна посветеност на регионалната и глобалната безбедност и апелираме сите страни да го почитуваат меѓународното право, да покажат воздржаност и да се воздржат од понатамошни действија кои би можеле да доведат до сериозни последици. Повелете доколку имате некое прашање. А тоа беше пресконференцијата на министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски.